На пат за Витлеем. На почетокот на ова наше размислување би сакал да дадам два исказа за кои би размислувале. Првиот би бил живот без Исус, а вториот живот со Исус. Многу моќен, но едноставен исказ што го објаснува и нашиот живот со вера. Додека постиме, како подготовка за раѓањето на нашиот Господ и Спасител во тело, мора и да се запрашаме дали навистина верувам. Секоја недела исповедам символ на верата, повторувајќи верувам, поминувајќи низ начелата на нашата вера, меѓутоа, дали сум вистински верник? И тука доаѓа до израз нашата вера. Во Евангелието според Матеј, нашиот Господ му вели на мноштвото роден, неверен и развратен: до кога ќе бидам со вас, до кога ќе ве трпам. Откако Исус го истера демонот од момчето што му беше донесено, неговите ученици го прашаа: зошто не можевме ние да го истераме? На што тој одговори: заради вашето неверие. Зашто вистина ви велам, ако имате вера колку синапово зрно, ќе речете на оваа планина: премести се од овде таму, и таа ќе се премести, и ништо нема да биде за вас невозможно. Видете, ние не сме единствените кои имаме проблеми со верата. Дури оние кои одија со нашиот Господ, апостолите, исто така имаа проблеми со верата, но се трудеа да станат посилни, порешителни во нивната вера. И ние го споделуваме со нив истиот повик од нашето крштевање па дури до смртта. Важно е да продолжиме да се молиме и да работиме на нас. Ако сте склони кон неправеден и несоодветен гнев, вашата вера е слаба. Ако сте склони да озборувате, односно да споделувате или примате озборувања, вашата вера е слаба. Ако сте склони кон љубомора, вашата вера е слаба. Ако се чувствувате задоволни со несреќите на другите, вашата вера е слаба. Ако сте постојано склони да лажете, лажно да сведочите или да манипулирате со другите, вашата вера е слаба. Ако откриете дека сте склони да се чувствувате поважни од другите, вашата вера е слаба. Гледаме како кога живееме без Христос како наш водич, едноставно се давиме во морето на гревови. Може би се давиме емотивно, може би физички, но духовно секако. А Христос е нашиот водич во овој живот, а единствениот на кого навистина му е грижа што правиме со нашиот живот е токму нашиот Господ. Повикани сме на многу работи кои треба да ги промениме, и ова време е токму соодветно за тоа. Ова време е период на подготовка што ќе ни помогне да станеме и поотворени и поприфатливи за пораката и волјата на нашиот Господ. За да го промениме светот, прво треба да се промениме себе си. Тоа значи да го ставиме Христос на прво место во нашите животи. Ако не работиме на тоа, навистина ќе се удавиме не само во овој наш живот, туку и во наредниот. На пат за Витлеем.